Добредојдовте во уште едно издание на емисијата која што зборува за Скопје и низините Скопјани, секако нивните приказни. Приказните за Скопје, приказните нивни за детство, младост, возрастно доба и така натаму и така наваму. Значи, зборуваме и за пријателствата, и за се она што значи малски живот, и за се она што значи во овој случај нешто што значи моден дизајн, нешто што значи учење на што значи да се стане занаетлија во Скопје и како потоа те носи патот некаде надвор за да покажеш дека и Скопје и ние Скопјани имаме луѓе за почит. Навистина ми е особена чест што можам да го најавам во едно од овие изданија на Скопје але, господинот Изет Цури. Ви се поклонувам и ви заблагодарувам што го однесовте Скопје во светот и потоа од светот ни го вративте светот во Скопје. Така некако може. Здраво живо и ви благодарам. Здраво, фала на поканата. Како тргна вашата приказна во однос на ножици и се што значи правење на нешто што значи убаво моделирање или шиење? Приборот кај нас, кој се бавиме со оваа работа, е доста едноставен. Затоа што правиме од кутију, така да тука е раката битна. И маказите, и иглата, конецот, и 2-3 овие лениери кои тоа едноставно. Меѓутоа, ако ние правиме за индустрија, претапорте, тука се веќе компјутерите, по-компликовано. Така е. Како зборувам за Скопје како тргна се или ајде да тргнеме од едно друго место. Каде се родивте? Каде израснавте? Јас сум Чаирчанец. Нас ни погина таткото, 9 деца. Одма после земјотресот, така да уствари и не знаеме кој го згазил тоа на сообраќајна несреќа, на партизански е изгазен тука некаде. Кога иде на работа, кога се симнал до автобус и згазени и сега мајка ми, кога татко ми почина, значи ја немав не полни 14 години. Леле. И моите двајца браќа кои беа постари од мене и мајка ми одлучи да ми е и во школу и занат. Паралелно, значи, двете работи. Ја мислам дека уште е тоа истиот систем, една недела пред пладне, една недела после пладне и така. И ја тогаш она одлучи да рече, мене ми рече дека ја треба да идам да бидам шивач, шнајдер. Ја бев многу несреќен, затоа што немав ја таква идеја. Покасно она ми објаснила зашто тоа сакала да дојде. Иначе јас сум сакал да бидам музичар и така. Навистина. А имавте и предиспозиции за тоа? Пеевте, свиравте некој инструмент или? Повише свирав тоа на гитара, и тоа сонот мој бил секогаш целиот живот да ја бидам гитарист. Електрична гитара, тогаш групите во тоа време се сеќавам неколку имиња тие кои се дружев со нив, Урагани, Безимени, така е. Бисери, а после Безимени и Бисери постанаа Бизбис. Бизбес. Да, Бизбес. И тие доаѓа кај мојот мајстор да шијат, а мојот мајстор ми вика, ајде, соши. Значи, тука почна мојата авантура со шоу-бизот.
Шоубиз, така е, да. Што бараат тие? Што требаше да се шиете Па за нив? ништо тие бараат, мислим, панталоните да бидат тесни, Аха. да кошули да бидат со различити бои, со цветиња, со Тогаш беше таква мода, така? Таква, Тоа да, беа да, оние да. големи крагни, Па, долги крагни? Да, не, Потоа крагните малку покасно. А, покасно, така е. И меѓутоа, тогаш имаше некои листови кои се издаваа во Скопје, Аха. а тоа ми се чуди, тоа денеска тоа нема, беа листовите за музика, за цел свет, кои се... Што, како се случува? Некои ревии Да. кои се тоа. И нормално ја, као ето, ја се бавам со мода, ја купував тоа и тоа инспирацијата ми беше тоа, за да можам да сошијам на тие групите. После станавме и пријатели. Со кого се дружавте? Со сите? Тоа веќина од нив беа водњанци. Ја, значи, каде Беко денеска, Да. тука беше мојот мајстор. Аха. А него споменавте неколку пати вашиот мајстор, како се викаше? Кое е името? Мојот првиот мајстор се викаше Цале Јакимовски Страхил. Аха, добро. Покасно, пошто работев и малку и со овој со еден друг мајстор, Томе Малиновски, и постанавме другари, значи он искачаше од кај Благоја Ангелковски, а и ја и тука се дружевме и отворивме бутик во Скопје. Значи во бутик почна приказна. Да. Значи бутикот го отворивме, тогаш се викаше на булевар Јана. Така е, знаеме кој е. И сега, пошто Томе беше он бе огромен мајстор тоа. И мене ми се свиѓаше и сакав ја со него да соработувам. И плюс он ги прифаќаше моите будалаштини. Добро. И отворивме и бутик, неколку шивалница. и позади шиевме тоа да. Така. Тоа постана многу познато место. Чудно име дадовме. Како се викаше? Бони and Клайд. Па, вие сте цареви. Која година е тоа? После месец дена дојде полиција и ни ја скршија фирмата. Зато треба Бони and Клайд чирилица да напишеме. Добро. Ние 20 снајдовме, мислам, земавме оно тачно графички од филмот. Да. Бони and Клайд. И тие ни ја скршија, вика, не, тука треба во Македонија, тоа, оно. Ја повише се карав со нив и тука тоа некој инспектор вика, ако сакаш да напишеш така, ти идеш во Албанија. Ништо. Ето така, добро, напишавме после тоа чирилице, ама го изгуби ефектот. Ефектот е, да. Кој доаѓаше тамо? Кој се облекуваше во тој бутик? Ништо тоа, пак сите пеачи, сите групите. Сите групи. Чак после тоа доаѓа и од Србија, доаѓа кај нас и постанавме малку познати со чудно име и така нешто, да. Тогаш немаше можност за маркетинг како денеска. Како го правевте маркетингот? Овие познативе ги носеа вашите работи? Ништо маркетингот од човек до човек. Така, да. На француски се вика буш а лорей. Да слушнати, доаѓат и така. Сега, ја и малку навикнав да бидам, да имам смелост, да направам чудни ствари, чудни бои и така. А нема се тоа компликувано. Ја идев во женскиот пазар, во Бит пазар и купував тамо тие флаш. Бои. Да, бои.
И после викавме, сакаш тоа, сакаш тоа, сакаш тоа, и Аха. после тоа, и така, Да. така постанавме доста познати. Мгм. Ебе, после одлучивме да ја отидов у војска. Добро. Кога се вратив од војска, одлучивме да еден од нас да иде у Париз, да види како што се дешава у Како Париз. одлучивте кој да биде тој што ќе оди во Париз? Да, ништо, пошто ја знаев овие Јазици? знаев српски, Аха, босански, добро. хрватски, а со све исто, бугарски, идевме многу у Бугарија, ми е тамо. Добро. Тогаш ми бевме американци за бугарите. Така е, за сите Сега бевме. тие заебават нешто е. Во право сте. Добро. Идевме И? таму, ќе земеме 2 пара фармерки, ќе ги Да. продадеме таму и И 15 дена Точно, на ќе си златните уживаш. пешаци уживавме. Така е. И И падна па одлуката? одлучивме дека ја да идам. Аха. Да идам. А француски Меѓутоа- знаевте? Не знаев, не Молим? знаев. Француски знаевте? Ма не, ма како не, Не. знаев, мерси буку. Толку. Доволно. Газдата кој ни издаваше куќата, А? живееше во Франција долго време. Аха. Долго време. Ја тука запознав ќерка им на нив, Аха. која она покасно во Париз ми постана жена. А па вашата приказна е на вистина многу добра. Зашто он рече, ја им се јавив дека ќе дојдам у Париз и тоа, Аха. меѓутоа тие не живеа во Париз, тие живеа у Марсеј, 900 километра од Охо. Париз и тоа. И ништо, а им се јавив ја, така. А она, девојчето, многу убава девојка, она и постане и позната манекенка во Париз. И како да работите, како? Сега, Кога се влюбивте? ништо. И се слушнавме со нејза, она не знае македонски, а не знае француски. И после тоа ја доста брзо се адаптирав, доста брзо ги научив неколку зборови и се гледавме повеќе тоа. Аха. А ја за кратко време успеав да работам кај Ермес. Тоа е да среќа или на вистина е талент? Што мислите? Кој? Вашата приказна. Не, Има врска и среќа, има врска и талент. Знаете што? За да ја направите оваа работа треба да бидете талентиран. Така е. Ама талентот не е доволен ако вие не работите. Така е. Јас сум бил многу иперактивен во својот живот. Значи, додека сум бил у Скопје, јас сум, значи, идев у школа, Да, идев на занат да. и имав време да шијам за овие За во групите. бутикот. Да. Тогаш вие сте Помлада. друга генерација, Така е. да, некоја. Да. Тогаш кај нас ни беше многу важно корзото. Така е. Ај раскажете ни за корзото малце, па ќе се вратиме Така, кај Франција. Не можеш, тоа мислам глупости да утнеш корзото. Имавме ние кои се наваѓавме, имаше еден дуќан кој продаваше штофови и Добро. саатчилница. Тој саатчилницата постои уште, Знам. а тој за штофови не постои, се викаше громби. Громби, да. И така. И се, кај ќе се најдеме пред Пред громби, громби. немаше ни... Нормално, нема И ништо. Тука ќе се најдете сите. Така да другарите знаат каде Да. сме, а девојките кои беа заинтересирани за нас и тие знаат каде сме. Така ние ќе правеа помалку круг да ги Знае видиме каде, громби е тоа. почесто. Скопје тоа време имаше 150.000 становника. Значи беше голем во човечка димензија. Денеска е нешто Сосем друго, друго, нешто друго. така е. Ја уопште не познавам Скопје како немам ништо да видам како беше. Малку чаршијата, али она своето е направено било како. Тогаш на нас ни беше многу битно
преку недела корзото, а викендот на игранка. Каде одевте на игранка? А? Каде одевте на игранка? На игранка, каде сега тоа има едно место, мала станица. Да. Тука малку погоре Добро. имаше две монтажни бараки тука. Добро. Тука. Тука беше корзот, а тука беше игранката. Тука имаше, мислам, игранка, само жива музика. Така, за тоа зборувате. Значи другарите свираа и така, да. ете тоа. Свиравте во некој бенд тогаш? Се испробавте во тоа на гитара? Јас се дружив со Урагани од групата, Да. тие сите беа водњанци. Знаеш, тие доаѓаа кај мајсторот и после симпатизиравме и останавме другови. Има само еден кој е жив сега. Од Урагани? Да. Се дружите и сега? Знаете да се видите или не? Се видов ја, тоа пошто не сум стабилен, Да, ваму живеам сте во и во Скопје Париз, така, и во Скопје и така. И така и времето проаѓа. Да. Сега да доаѓаме во Париз. Така. И ја имав многу добар живот во Скопје. Сега, како да кажам на мајка ми дека ја одлучив така, да останам во Париз. 6 месеци ја не сум се јавил. Не се јавивте 6 месеци? Леле. Па немавме телефони, Да, као да, да. и дома немаше телефон. Така е. Мораше у пошта, телеграма, да ти каже кабина 8, кабина 9. Да, ке ве бараат, јавете се добро. И еден ден одлучив, викам, морам да кажам, и закажав со нејзи и реков, мама, ја најдов местото каде ја сакам да живеам. Што ти треба ти да идеш у Франција, ти све имаш овде, имаш дуќан, имаш ауто, имаш тоа, Ама ја викам, мам, не сум дошол ја тука да заработам пари, јас сум дошол да живеам овде, да играм можда во прва лига. Така е. И така ја останав тамо и голем успех имав со професијата, затоа што тие моите мајстори, Цале, Томе и Благоја, да биде у Париз, тоа би биле светски имиња. Тоа се големи мајстори. Меѓутоа, тие беа најголеми во Македонија, али толку е Македонија. Така, толку е 200 километри. Сега тие нема таа смелост као ја да напушти све. Кој ќе иде тамо, не знам јазите, дали работа, ово, оно. Ја отидов. Да. И така почна мојата авантура. Да. Во прва лига. Да, во прва лига. Ама она што ми се чини во едно интервју го имам прочитано, потсетете ме, кажете ми дали е така, мајка ви кажала дека не треба да го изгубите како не знам сега, парафразирам, не знам точно како, во однос на тоа дека кога правите за некој голем имиња треба да останете на земја, треба да останете човек. Не, стално она вика, немој да заборавиш никогаш у животот од кај доаѓаш. Тоа е тоа. Од кај доаѓаш. А тоа ја денеска, целиот живот, јас сум бил целиот живот некој педагог прво, кога ја почнав да учам занат, моите има 5 сестри. И сите 5 сум ги научил. Оно што учев ја кај мајсторот, ги учев нив со идеја кога ќе научат, тие ќе работат, а ја... Ќе уживам. Убав е бил планот. Добро. Ама ипак сум работел, ако во целиот живот, ако се прави некој биланс, ја сигурно сум работел и сабота, и недела, и празници, све по 16 сата дневно. Имам уште неколку минути, има безброј приказни уште кои што сакам да ги дознам, ама толку ни е времето. Сакам само да ве вратам сега назад повторно во Скопје, институтот и за цури. Многу е важно што сепак и покрај
сета ваша нели обиколка на светот да речеме. Господа, ја од Да. Чаер Добро. до центарот, тука сум бил маскот скопски. Како се облекувавте? Ја, Да. со сантјаги, жути, плави, и се и Добро. затоа нозете отишле за Отишле. никаде. Тесни овака, па Леле. Значи, јас, тоа ми е, се облекувавме да идеме на Корзо. И тоа, да импресионираме другарите, Да, другарките да. и тоа. Тоа и ден денеска е, некој ќе ме заустават, ја ве знам, и така. Се сеќавам Да. како бевте облечени. Затоа е сега да ви кажам ја, дека во мојот стан во Париз има големо огледало уходник и кога ќе станам са бајле, за да поминам овак, се плашам од мене. Не препознавам. Не, кој сум ја? Не сум бил оваков. Така да. Да, многу е важно, Ништо. да, многу е важно сега за крај на емисијата да споменаме само едно нешто. Сепак останавте доследен веројатно во својата глава, барем ја тоа така го Да. гледам, да и се одолжите на Скопје и Македонија создавајќи сега да. нели институт во кој што Да, девојките, момчињата видите. можат да научат занает. Тоа ви реков дека ја као млад со моите сестри сум ги учел. Така е. Така. И сите ме викале, после сум имал и нејзини другарки и Аха. другари и кои ги викавме чирас. Така е. Да. И сите ме викаа мајстор. Да. Ја 16 години мајстор. Мајстор ве викаа? Да. Еднаш слушна мојот мајстор дека ме викат: "Каде е младиот мајстор?" Он мајстор. Каков мајстор? Проблем. Да. Конкурент одма. Така И он е. ми викам, сега, која ја положив некоја диплома, не знам шта, и ја му викам сега дипломата овака, мајсторе, Да. јас сум Еве, мајстор. Јас сум мајстор. Ти мајстор. Сега ќе ти кажам, вика, знаеш кој ќе бидеш мајстор? Ќе дојде некој, вика, да соши одело или фустан за венчање и тоа, и венчањето е у 4 саатот после пладне, а ти завршаваш тоа у 6 после пладне. Не си мајстор. Треба да завршиш 2 сата или порано е тоа, тогаш си мајстор. И тоа мене ми останало у глава. Ја, кога ќе имам наружбина и со студентите, јас сум Да. да ја прашате незе, Да. он вика, ово е будала. Затоа што ја сум многу прагматичен. Наружбината одма. Да. Ништо. Така сум правили со девојките. Све што е за денеска не е за утре. Добре е крајот, а? Да, супер е крајот. Знаете што само за крај? Замислете си желба. Да. Јас само ќе помогнам, веројатно, односно Скопје Сити Мол ќе ви помогне во исполнувањето. Да. Веројатно се може да се за друго желбите ваши, но еве, имате 2 ваучера кои што можете да ги искористите овде во Скопје Сити Мол. Да, што чуто. Тоа се Значи, за вас треба подарок. да купам нешто, Треба да па купите за да нешто. имам попуст. Не, немате. Тоа ви се ваучери со кои што може да пазарите кај сакате во Скопје Сити Мол. Ништо, со ово е без пари. Без пари. Ќе ме викнете уште еднаш? Ке ве викнам. И онака имате за Оле, раскажување уште многу. Господине Добро. Цури, многу ви благодарам за раскажување на само мал кус дел од вашата богата приказна. Па не, треба малку повише време. Така е. Малку повише време, затоа што е тоа пуно, тоа е пуно со идеи. А да се ја вратам у Скопје, ја не сум се вратил. Аха. Меѓутоа, и во Франција почнав да предавам по големите школи, али само за мастер. Аха. А после првиот факултет ја го отворив во Косово. Аха. Косово тоа овие французите кои беа во ме викна дали да направам нешто за жените таму. Аха. Меѓутоа испадна школо. Сега
креаторите од Косово се најдобри во целиот Балкан Браво. и многу подалеку. Огромни фирми направиле, огромни имиња и ме слушнале како јас така. Немојте да сањате да идете во Франција. Таму све кошта скапо. Вие правите направите нешто фирма тука. овде, после кофери и Однесете покажете тамо. таму. Така е. Сите прават така. Да. Има од нив има едно 10 кои се огромни фирми, цели згради, Аха. големи салони, отиште далеко. Сега Скопје може да иде многу подалеку. Има еден проблем овде. Добро. Има еден проблем. Не се тражи поддршка од државата, Аха. него поддршка од професијата. Аха. Најголема индустрија, ја мислам се уште, во Македонија текстил. Така е. Они немат квадри, немат кадри, Да. немат кадри. Ние тоа ствараме. Кадри Сега за... мене ми е жал што одма од овие француските фирми веќе има тројца кои работат Аха. кај Ив Сен Лоран, кај Диор, кај Алаја, Браво. од овоја школа. Од вашето Да. училиште? Браво. Сега ништо ова иде кај Шанел, Браво. да. Сега тие фирмите тражат од тоа и идат нашите таму нормално се други услови. Меѓутоа треба самата држава да се интересира што мучкаме ние со тоа школото, Така е. што правиме со тоа. Така е. Ствараме кадрови кои се страшно талентирани. Ви благодарам уште еднаш. Ама имате Игор Аха. Марков, Добро. го знаете? Не. Еве. Игор Треба Марков? да го викнете. Треба. Тука Игор? Марков има бутик, има ателие, има тоа фантастичен. После има Амра. Аха. Амра, тоа се огромни имиња, огромни таленти. Тоа, меѓутоа и тие одлучија да тука прават, не таму. Ето е тоа. Супер. Се гледаме Значи, пак. И што? Пак ќе ве викнеме и уште ваучери. Викнете моите студенти. не? Обавезно. Договорени сме. Ајде. Фала ви.